Санирани се штетите по силното невреме кое вчера ја зафати Македонија. Обилните дождови кои за кратко го блокираа главниот град поплавија повеќе булевари и целосно го запреа движењето кон повеќе населени места. Центарот за управување со кризи примал 300 повици, од кои најголемиот дел са пријавени штети на автомобили, откорнати дрвја и поплавени булевари во Скопје. Според ЦУК моментално се работи на санирање на штетите во поплавените подрумски простори на дел од стамбените згради кои биле погодени. Моментално ситуацијата е стабилна, се чисти во подруми, во некои улици, екипите се на терен и работат. Каде имаше најголеми проблеми? Имаше проблеми чај, бутел и кисела вода. И некој дел од аеродром. За неколку часа во Скопје наврнал најмногу дожд. Според статистиката на УХМР, најпогодено било Скопско Црешево со 74 литри на метар квадратен, Лисиче со 63 литри на квадрат и Газибаба со 44. Слична била сликата и во повеќето градови низ државата. Куманово, Кривопаланка и Бирово најпогодени од силниот дожд. Службите на градот Скопје ги санирале сите штети кои ги донесе невремето, а градоначалникот Ѓорѓиевски уверува дека кризниот штаб е подготвен да одговори при евентуално нови врнежи. Најголем проблем останува атмосферската канализација, особено кај подвозниците во Газибаба, Чаир према Бутел и булеварот Трета македонска бригада. Имавме 3 критични точки генерално, имаше и неколку помали, но генерално беа 3 критични точки. Едната беше булеварот Србија, кој што е проект изграден години наназад и знаете при секој врнење на дожд таму имаме проблеми. Генерално се провлекуваат овие проблеми 30 на години. Вториот беше делот помеѓу Бутел и Чаир, Христијан Тодоровски Карпаш и третиот беше кружниот тек кај Изгейт. Имаше два проблеми вчера. Од една страна е канализацијата и она што може да го прими атмосферската канализација во моментот како количина на вода, а споменав ете Газибаба 75 литра е сериозна количина на квадратен метар, но и количината на дожд од друга страна. Од УХМР и за денеска најавуваат обилни дождови. Поглавном променливо облачно со сончеви периоди, попладне повторно нестабилно, меѓутоа со повремен локален дожд и грмежи, наместак има поинтензивни процеси со пообилен поран дожд над 15 литри на метар квадратен, силен ветар над 60 км на час и појава на електрични празнења, како и појава на краткотрајно невреме со град. Според Управата за хидрометеоролошки работи, стабилизација на времето се очекува до следната недела. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија.